Беше половина час пред пладнес за кога беше закажана лидерската средба, а новинарите веќе беа паркирани пред влезот низ кој пратениците вообичаено влегуваат во собранието. Тоа беше единствена шанса да се прашаат поканетите со каква агенда доаѓаат во законодавниот дом по поканата од премиерот Димитар Ковачевски. Малкумина лидери на партии влегоа низ вратата пред која чекаа новинарите, но доволно за да стане јасно дека она што следува внатре нема да оди мазно. Значи немам ништо против бугарите да бидат дел од уставот, но само на реципрочна основа. Дали власта е подготвена да даде гаранции на опозицијата за да се гласа за уставните Јас не знам, не би можела да коментирам бидејќи не знам кои се гаранциите кои опозицијата ги бара. Дали вие имате услови како останатите албански партии за промена за 20% за албанскиот јазик? Јас сега викам, кажете дека сум полош од сите, не ме ставите у такви формулации. Ја не знам кои се тие останати политички партии на албанците. Ако мислите дека тоа е беса, за мене се уште се тие дел од коалицијата можеме. Ни сега ни никош алтернатива не е партија која условува. Напротив, сакаме да воведеме принцип и тој начин на условување веќе да заврши како начин на политичко комуницирање помеѓу нас. Тие што не поминаа пред новинарите, очигледно влегле во собраниската зграда на други влезови. Бидејќи внатре на повеќе маси беа седнати 17 мажи и 2 жени, односно председателот на собранието Талат Џафери, заедно со уште 18 лидерки и лидери на политички партии застапени во парламентот. 2 столчиња останаа празни. Не дојдоа Беса и Левица. Времето за сликање беше кратко и средбата почна без однапред утврден термин, колку треба да трае. А траеше околу 4 часа, пошто новинарите беа повикани на пресконференција на лидерите во истата сала каде што се одржа средбата, Кристалната. Прв на сцената излезе оној што по кој знае колку време испрати покана за лидерска средба во толку широк состав и тоа во зградата на законодавниот дом, а не како што стана обичај во клубот на пратеници. Со председателите на парламентарните политички партии денес разговаравме за државните стратешки цели, за приоритетите и за следните чекори и одлуки кои не очекуваат во наредниот период, а се однесуваат на нашата европска иднина. Ковачевски говореше за успесите што земјата ги постигнала во пристапните преговори со ЕУ, за договорот со Фронтекс со јасно наведен македонски јазик. Минатата недела бев во Берлин на самитот на Берлинскиот процес, кој е уште еден доказ дека Европската унија забрзано работи на евроинтеграцијата на Западниот Балкан. Како одминуваш 11-минутната напишана изјава, стануваше јасно дека Ковачевски одбегнува да говори за епилогот од настанот, поради кој сите беа собрани. Дури на новинарските прашања, Ковачевски дообјасни дека предложил заклучоци, но и дека не поминале. Сепак ова се заклучоци кои што јас ги кажувам во мое име, тоа не беа заклучоци усвоени од страна на сите лидери на политичките партии, така да секој ќе даде свое видување на тоа како гледа на лидерската средба. Значи немате заеднички заклучоци? Нема. Дали од председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски од вас беа побарани гаранции за да гласаат за промена на уставот и влез на бугарите во уставот? Јас не би сакал навистина да зборувам во името на било кој од политичките лидери, бидејќи сите се тука присутни во собранието, секој од нив ќе даде изјава. Додека Ковачевски зборуваше, камерите на 5 приватни национални телевизии останаа на земи. Не е до крај јасно каква порака требаше да испратат. За лидерот на Дуј Али Ахмети, камерите веќе беа вратени на стативите. Кажа дека е добро што имало средба, но и дека една средба секако не е доволна. Според моите процени не мора да значи дека на една средба да ги гледаме и оценуваме сите разлики. Се разбира дека разлики имаше, меѓутоа се надевам дека оваа средба нема да биде последна, туку да се продолжи со ваквите средби се до приближување на разликите кои што постојат меѓу политичките партии за да се гради заедничка стратегија за тоа како да ја промениме денешницата со еден подобар напредок и прогрес
во иднината. Доминираше смиреноста, рационалноста и тоа ми остави впечаток од оваа средба. Двете опозицијски партии, БЕС и Алијанса, засега го условуваат гласањето за уставни измени со дополнителни интервенции. Наместо одредницата 20% како граница за остварување на одредени права на малцинствата во земјава, да се впишат албанците и албанскиот јазик. Дали и за тоа се говорело на средбата? Да, се разговараше. Меѓутоа, над се приоритет се даде на уставните измени. И штом се отвори една таква дискусија, се разбира дека треба да се видат приоритетите, кој е главниот приоритет во ситуацијата во која што се наоѓаме, и затоа ќе градиме ставови околу ова прашање. Следниот председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски уште на стартот го смени првичниот впечаток, дека политичките партии се приближиле барем за некои разлики. Единствената тема која што беше во нивен фокус е тоа што нив ги интересира, за дефокус од ова све каде што се тие неуспешни, а тоа е така наречените уставни измени под превезот на некаква си европска иднина, која што многу пати до сега во минатото самите тие ја погази. Мнозинството нема мнозинство за уставни измени. И водејќи се од овој заклучок, логичен след на настаните е парламентот да се распушти, да формираме техничка влада и да одиме на предвремени парламентарни избори. Тоа беше и од наша страна побарано денеска на денешниот состанок, откако стана очигледно дека немаме мнозинство кое што би гласало за евентуални уставни измени. Мицковски објаснуваше дека земјава била многу пати измамена да направи уште само една отстапка на патот кон ЕУ и дека македонскиот народ веќе направил премногу жртви. За него се неприфатливи актуелните обврски преземени кон Бугарија. Тоа не е европски пат и тоа не е европско барање. Прашањето е дали Европа на вистина сака Македонија во Европа. Ако ја сака Европа Македонија во Европа, тогаш ова не е вистинското европско барање. Тоа не е патот кој што треба Македонија во Европа да ја однесе. Сосема е поинаков патот. Тоа дека нас некој сега не дотерал до амбисот, па ние треба да скокнеме во тој амбис, тоа не го прифаќам. Никогаш во животот ултиматуми, закани и уцени не сум прифаќал, нема ни сега да прифатам. Сепак, Мицковски овој пат не исклучи дека би гласал за уставни измени, под одредени услови. Самото тоа што ви велам дека го поддржав барањето на Павле Трајанов за признавање на бугарската влада на македонското малцинство во Бугарија е еден од тие услови, да речеме. Понатаму втори услов е дека нема да има повеќе хегемонистички барања од страна на Бугарија, разговарање за историја како услов, негирање на македонскиот идентитет, на македонскиот јазик и така натаму. И уште многу други услови кои што во овој момент за жал отсуствуваат, ги нема и бидејќи не се исполнети тие очекувања, ВМРО ДПМН и коалицијата нема да гласа за уставните измени. Споменатиот Павле Трајанов, кој беше следниот што се обрати пред новинарите, иако е од власта, кажа дека нема да гласа за уставни измени ако Бугарија не признае македонско малцинство. Мислам дека никогаш нема да се отворат тие прашања во Европската унија, дека правата на македонците во Бугарија апсолутно не се почитуваат и не им е дозволено да се самоорганизираат. А бидејќи Трајанов демонстрира ставови поблиски до ВМРО ДПМН отколку до владеачката коалиција, чиј дел е, следуваше логично прашање. Дали размислува да оди во опозиција? Видите, и без мене, и со мене, мнозинството топ не го разбива. Имаме уште една партија со сопратеници која што чека да се вклучи во владата, така да обстојањето на владата не зависи од мене или пак само од бројките. Владата ќе обстојува се да уреди справедливи политики кои што се прифатливи за граѓаните. Председателот на партија со 8 пратеници беше ставен пред свршен чин, да говори повеќе за потенцијалниот влез во власта, отколку за лидерската средба. Не би го дискутирал, тоа не беше ни тема на дискусија моментално, така да не би го дефокусирал јавноста од тоа што се случи.
Па нон-стоп, видите, може да биде тема на дискусија, меѓутоа денеска не зборувавме воопшто за тоа. Зборувавме за иднината на европската иднина на Македонија, воопшто не зборувавме за ново мнозинство. За мнозинството не, но Јарбек Таравари потврди дека се зборувало за бришење на 20% од уставот и директно именување на албанците и албанскиот јазик. За разлика од Ахмети, кој кажа дека тоа е прашање за друго време, Таравари имаше поинаков впечаток. Видете, во средбата никој не кажа дека е против. Ја мислам дека тоа е апсолвирано, сум го кажал и јавно тоа неколку пати. Албанските партии сите мислат така, меѓутоа и поголемите македонски партии, зборувам за СДСМ и ВМРО, барем јавно имаат кажано дека не им пречи ништо да се тргне 20%. Јас се надевам дека ќе се гласа, немам дилеми дека ќе се гласа. И на повторените прашања, Таравари не кажа дали бришењето на 20% е услов или само нешто што тој би сакал да се случи. Помалку иронично, одговорите ги даваш и на македонски и на албански јазик, бидејќи за него не остана преведувач во собранието. И со и без него, јасно е дека политичарите денеска не се разбраа, барем не целосно и сите.